купуваат на креирање на биткоин резерва. Зошто? Еве не морам јас, че ова се официјални вести кои што секој од вас може да ги види, така. Не само што работат на креирање на биткоин резерва, туку вели, сакаме да купиме уште оприлика 5% од вкупната количина на биткоин во наредните 5 години. По 1% биткоин на година сакаат да купуваат од буџетот на Мурика. Зошто? Супер, нели име со тоалетна хартија у боја? Трамп постојано збори дека најубава тоалетна хартија на свет има. Зошто купуваат биткоин? Еве, кажете ми вие. Еве го тоа кога конечно председателот подпиша дека ќе има биткоин резерва. Потоа, вика 13 сојузни држави на Америка активно зборуваат дека во својот буџет ќе вклучат биткоин резерва. Зошто? Пак, на најниско ниво на, да речем, администрација на сојузните држави во Америка. Во Казан, а е sa другата страна. Значи, активно се зборуваше како да се примени крипто за да се надминат санкции, за да се дедоларизира. Значи, она што ние го гледаме во крипто е она што во гладната војна или после Втората светска војна била нуклеарната бомба. Значи, не смее да си дозволи една страна да ја има, а другата да ја нема. Како што во 1945 година не се преварувале да стасаат во Берлин, туку се направиле кој ќе успее да фати повеќе научници кои што студираат нуклеарна бомба во Берлин. Тоа била главната шема и тоа била главната цел. За да се направиле кој ќе направи прв нуклеарна бомба. Каде мислите дека се наоѓаме сега? Доаѓаме во ситуација во која што една страна сватила дека може да користи крипто за да надмине сите санкции кои што се наменет. Така, 20.000 санкции. Како мислите дека Русија продава на другиве кога не може да користи валута која што е битна, така? Зошто мислите, че е активно, јасно кажано, дедоларизација на обвинување санкции. Вика, Путин и членовите на БРИКС разговараат за да се користи блокчейн во секоја земја, како на приватно, така и на државно ниво. И сега да отрнеме сето тоа. Ова процентов што гледат овдека, тоа е најбитната ствар. Само 6,8% од вкупната популација на светот поседува или поседувала крипто. И тоа ова е во активен бул маркет. Оваа бројка од 2024-2023 година беше 4%. 4%. Кога би го споредиле ова со интернет, ова е времето на dial-up. 2000-те години. Кога требаше да го исклучиме телефонот и никој не може да ни звони, за да можеме да вклучиме интернет. Сеќавате многу добро што е dial-up. Што сакам да ви кажам? Овие 20 години што имаат направено за интернет, сега ставете ги и замислете што ќе направат за блокчейн технологијата. И интересно што е, скоро никој да не зборува за ова. Го гледаат како бабарога. Секојдневните медиуми, знаете кога се заинтересирани за крипто, кој што ми искоментираат сите. Па како вика, ние имаме вести. Викам, брат, колку имате, кога ти падне, викам, валута, па тогаш имате вести дека паднала. И тешко зима и ми праќа артикл, еден артикл од 2023 година во кој што пишале дека постои биткоин. Добро, викам, брат, супер го покривате, викам, секторот, браво. Ама 4-5 турски серии со реприза у Самајле. Нема да мора да знаете што е Фатиџи и со Султанот, така, у Шишкева пиперија. Значи, дечки, се наоѓаме на почеток. Како ќе го искористиме се тоа зависи од нас. На крајот од денот, знаете и сами, овие 3 сата не мора да зборам овде, може да си седам со фамилијата, си јадам велешка пита, ми остана пола, умисла ми е уште. Идејата која е? Можеме да изградиме нешто до сега не видено. Кога ќе го искомбинираме ова со луѓе кои што имаат една цел. Значи, нормално, секој од нас прво размислува за профит, така. Секој од нас сака прво фамилијата да не му гладува. Да бидеме јасни, тоа е главната цел. Кога ќе го постигнеш тоа, кога нема да зависиш од ниту една партија, од ниту една компанија, никој нема да ти кажува дека треба да станеш сабајле у 7 и да дремеш таму 8 сати. Кога ќе доеш до тој момент, да го имаш тој капитал затоа што си рано на пазарот, си се едуцирал, си се трудел, знам дека не е едноставно. Никогаш не е едноставно да се едуцираш, тоа е најлоша работа. Зошто? Секогаш има нешто попаметно. Па фудбалска утакмица има. Па леле да завршам игра, а уште ми е мисла како завршува на крајот. Серија да догледам, секогаш има нешто попаметно. Ама вака ќе ви кажам, од вас зависи како ќе го искористите ова во лична своја надграбба и во надграбба на собственото портфолио. Со тоа што, како што може да видите овдека, единственото нешто во светот, како сектор кој што нуди голема волатилност и ризик, да бидеме јасни, тоа е секогаш тука.
но ништо близко до потенцијалот кој што го видовме во криптосекторот. Што значи? Не продаваме, едуцираме. На крајот од денот, единствена работа што сакам од сите овие кои што дојдоа овдека е да научат нешто. Дури да не успееме тоа што го работиме. Нека има оваа стројца на крајот од овој бул маркет, што не мора да одат утре на работа, што нема да зависи од ДПШН и СДСШ за да добијат позиција, јас ќе бидам презадоволен. Дури ништо од ова што го работам да не успеам. 1500 видеа, безброј часови, се нека остане така, утре да завршим. Ако ова стројца успеа да добијат финансиска независност, но не само финансиска независност, туку и финансиска едукација, лична, собствена, да можат и понатаму да продолжат да го надградуваат тоа што го направиле, нашата работа е завршена. Јас сум презадоволен со тоа. А кој е потенцијалот за многу повеќе, ќе оставиме останите 2-3 по маркети. Така да дечки ви благодарам за се надевам дека научивте. Дечки, моја да ви кажам, јас сум презадоволен. Значи, по Криптохаб Малта збореш саат време, те прашуваат уште саат време, па ти кажам, не е тоа. На крајот од денот една единствена работа која ќе ви кажеме вака. Една работа што ја научив, ако не се пазиме еден со друг, никој нема да не пази. Цело време чекаме некој да не допази, некој да ни каже, некој да ни направи, некој да ни помогне. Време е сами да се помогнеме, се разбираме. Затоа па ти кажам, ова што го правиме е само почеток. Првиот бул маркет. Овие 3-4 години едукација се со цел да направиме заедница. Значи, кога ќе направиме заедница, овие 300 луѓе што се овде, кои што ќе направат собствен капитал, тогаш ќе можеме да почнеме да работиме на инвестицијската ствар. Значи, една работа што дефинитивно до сега никој не може да направи капитал. Што се сме пробале, ништо не успеало. Остана до тука, да видиме што ќе направиме заедно. Само една работа ќе ви кажам. Дали ќе изградиме или не заедница зависи од нас. Битно е секој од вас да стане финансиски независим. Се останато е само плюс. И ова што ќе го правиме понатаму, ќе го правиме многу почесто, со многу поголем интензитет. Очекувате дека криптоконференцијата е веќе во тек, во планирање. Но, па ти кажам, значи, небото е граница, само тоа ќе ви кажам. Што можеме да направиме заедно како македонци во една финансиски организирана заедница? Па ти кажам ја, нека остане историјата да зборува заедно. Ви благодарам многу што дојдовте, останете се да познаеме, не ви беше повеќе од милост да гледам овие. Хвала многу македонци. Уште чекаме да ги и посретнат, уште! Você é moeda? Coisa, tive,